Здраво, здраво, здраво и добре дојдовте во првото издание на феноменалното, несекојдневното и никога до сега видено шоу. Кој е шоу? Шопска шоу со Томче, токму така со мене. А вие ако се прашувате за што станува збор, за момент да знаете, мора да бидете трпеливи, а во меѓувреме јас се поздравам со мојот танц за добре дојде. 3, 2, 1. Шопска шоу. Ако станува збор за танц или станува збор за добре дојде, јас само ќе ви ги представам девојчињата од мојата десна страна е Тамара, а од мојата лева страна е Елеонора. И тука се само за да ми дадат подршка, бидејќи јас не дека имам трема, не дека се плашам, меѓутоа поубаво и посигурно е кога некој ти чува грб, за да може да започнеш нешто како што треба. Само тука ќе кажам дека и Тамара и Елеонора се од модното студио Црнокрак. И благодарение на нив имаме прекрасни убави луѓе. И не се само они убави, мислам во студио, не да се разбереме погрешно. Идеме сега на позиција број 2, а вие да не заборавите, гледате Шопска шоу со Томче. Ако загледам вака во далечина и ќе видам тука Шопска шоу со Томче, свикам, чекај да му објасниме прво на луѓето за што станува збор. И се Шопска шоу со Томче, прво издание, прва емисија, саботно издание. Јас само да ви кажам дека емисијата се состои од презентација на македонската кујна, македонското кулинарство, македонската традиционална, меѓутоа и модерна храна и гастрономијата што ја имаме во Македонија. Започнувајќи од питите и баниците и макалата на баба и на тета, па се разбира се до оние врвни гастрономски доживувања кои што ќе ги доживеете во оние елитни ресторани каде што ќе ви донесат нели гради од гулаб сервирано заедно со некакво ремек дело таму, па смрзната јаготка од згора и така натаму и така натаму. Сето тоа го имаме можност и можеме да го видиме во, се разбира, Шопска шоу со Томче. Поентата е дека секоја сабота идеме од место до место низ Македонија, без разлика дали тоа е село или град, секаде каде што има интересен вкус, каде што има интересна приказна, каде што има интересен аудиториум или убави луѓе, секаде каде што има нешто што може да се вкуси, ние сме таму на таа локација за да ви го пренесеме и да ви го покажеме како доживување. Првата работа што треба да знаете дека во сабота презентираме најдобар доручек и презентираме информации за местото каде што се наоѓаме. А во недела, тоа ќе да знаете утре, све да ви кажам денеска па не иде. Не личи. Јас сега би кажал, само би повикал мојот пријател од режија, ако може прекрасниот колега Томче што е на терен, не ми е близнак, да не се разбереме погрешно, не е он човекот кој што заедно со мене е роден во истиот момент, меѓутоа многу го преферирам и го почитувам, затоа што прекрасна работа врши. Колегата Томче на терен ќе ни покаже каде ќе идеме денес, односно каде не однесе неговото патешествие и барањето по најдобар доручек. Ја мислам дека некаде околу населба Илинден, меѓутоа подетално он ќе ви каже и ќе добиете целосна слика за тоа каква треба или како личи или како е осмислена целата оваа емисија Шопска шоу со Томче. Ајде да видиме каде ќе однесе колегата Томче од терен. Шопска шоу. Како што кажа Томче, студио, нели, се наоѓаме на убаво место и нова локација, односно првата локација од каде што ќе започнеме нашата гастрономска авантура и нашите серијали поврзани со добар доручек, добар ручек, добро јадење и сето тоа низ нашата мила и драга мајка Македонија. Епа, јас само ќе ви кажам дека се наоѓам во населба Илинден. Убаво место имам одбрана, убава локација денес, со убави луѓе, пријатни, прекрасни, убава атмосфера и сето тоа само за да знаеме каде има најдобар највкусен доручек во населба Илинден. Да не оставам гладни и да не бидете мавете во мисла, веднаш да побараме каде е најдобриот доручек во општина Илинден. Матеја, здраво. Како си, добро ли си? Одлично. Благодарам.
Добро те најдов, Матеја. Добро дојде, Томче. Мене ми е многу интересно, пријатна атмосфера убава тука. Се чувствувам прекрасно. Меѓутоа, ме интересира мене од каде дојдовте до идеја за Феникс да го крстите ланч барот и ај прво со тоа да почнеме. Од каде е идејата Феникс да се крсти ланч бар? Идејата за овој ланч бар да се крсти Феникс произлегува од птицата Феникс, која што произлегува таа од пепелот и символизира надеж, ново раѓање, символизира успех и Вие се сконцентрирани само на позитивни работи, на успех, на продукт, од ништо да направиме нешто, иако ова не е од ништо, туку е малку да се гледа дека е осмислено, дека е се е вложено труд, дека е убаво размислено и организирано пред сето ова да се претвори во убав објект како што е. Како дојдовте до идеја за ланч бар Феникс? Најпрво имаше претходно некои буткања на рака, размислувања, дали има нешто, нема нешто, што се случува? Па немаше многу. Феникс ланч бар веќе постои 1,5 година. Така? И ги опфаќа возраста од најмалите до највозрастните. Со моето семејство размислувавме за да отвориме и да создадеме нешто ново кое што недостасува во нашата населба. Дефинитивно недостасуваше место каде што луѓето ќе може да се соберат, да се дружат и да уживаат во една пријатна и опуштена атмосфера. Така. Што сакаат луѓето, што сакате вие луѓето да почувствуваат кога прв пат ќе влезат тука? Затоа што јас кога влегов, чувството ми беше на убаво јадење, на убава храна, мириси, убави, едноставно атмосфера топла, луѓе си седат, си разговараат, си прават мовет. Дали е тоа и вашата цел или каде ви се насочени вас, односно мислите, каде ви се насочени, каде ви е насочен фокусот? Што е тоа што сакате да постигнете? Најпрво ќе кажам, многу ни е мило што така се почувствувавте, затоа што токму тоа е тоа што ние отсекогаш го замислувавме луѓето да се така замислувавме луѓето да се чувствуваат кога ќе влезат во Феникс, да чувствуваат пријатно, да уживаат во пријатната атмосфера, да го почувствуваат топлиот мирис на нашата кујна и едноставно да си поминат убаво кај нас. Така. Имате ли вие ограничување во однос на старосните години или дали може тука доаѓаат од помлади деца кои што немаат се уште 18 години, па до повозрасни луѓе кои што може да најдат моето место каде што може да седнат да се подружат со другари. Фамилии дали доаѓаат тука фамилиарно, дали доаѓаат? Фамилиарни луѓе доаѓаат, како што кажав, луѓе од најмалите возрасти се до највозрастни. Добро, дали има малото за девојки како тебе или знаат ли да се организираат девојчиња да дојдат тука? Знаат, да, преку неделата и преку недела и за викенд. Да, и за викенд, петок и сабота. После школа, пред школа, тука имаме исто така и средно училиште во близина, знаат да доаѓаат на пауза, на голем одмор. Токму така. Значи се користи максимално за сите прилики Феникс ланч бар. Да, и за родендени, и за крштевки, еве сега имаме исто така. Браво. Мене ме интересира сега, пошто би сакале вие Феникс да биде препознатлив во Илиндон? Би сакале Феникс да биде препознатлив по убавата атмосфера. Така? И овде исто така би одвоила и фурната на дрва, поради тоа што од истата произлегуваат многу убави пици, пастрамајли, секакви видови на фурнаринки, липчиња во кајмак и така натаму. Така да фурната на дрва дефинитивно придонесува многу и за автентичноста. Ми погодимо ве кајмак со кајмак лепчиња, од каде знаеш за кајмак? Ја повичано обожавам кебаби со кајмак, ама и лепчиња со кајмак, не е ничто страшно. Јас сум потреба по најдобриот доручек во насад Илинден, односно во општина Илинден. Сега, кога станува збор за најдобар доручек, што е тоа што ти би го препорачала дека во Феникс ланч бар се најмногу бара, најмногу се јаде, дали е тоа некако омлет, дали е тоа некакво јадење. Имате ли, например, кога правите ретроспектива или анализа кога правите на тоа што се бара најмногу, што е тоа што најмногу се бара кога станува збор за доручек? Што најмногу му дава сила и енергија на луѓето од Илинден за да може денот да го фатат како што треба? Феникс појадокот дава енергија на луѓето. Тоа е нешто што најмногу се бара. Некој да го проба ќе сака повторно да го проба. Значи би го одвоила Феникс појадокот, меѓутоа исто така од фурната на дрва пиците
пастрамајли, нешто така по малку потичка варијанта за наутро. Добро. Ми воожувате ли на јака храна од Сабајле? Како сакам ја пастрамајли да ми направите со чварки, да биде со све помрсно до згора, 2 лажички тако со мас да биде. Добре, ме интересира дали ако некој дојде кај вас и рече сакам на пример да ми направите пржени лепчиња. Ќе му направите? Ќе му направиме. Ќе му направите? Без проблем, да. Пржени лепчиња со сиренце, со ајварче, со кајмаче, со такво нешто, па дај 5 кебапчиња, 10 кебапчиња со кајмаче нешто, па може да фули лепчиња, па се има. Се има, да, има. Добро, и ако нема избор, нешто, може да да. ви најде нешто, може да го умените што го немате, може да сака, има жел, ќе му го сторите, ние желбата ќе му Ќе му исполните. исполниме, да исполнуваме желбисто така. Нормално е, тебе така да е убаво место. За да рече. Токму така. Јас бидејќи почна веќе да ми испотеруваш некои лачење на сокови или да речам плунка од бидејќи се збори за убаво подготвена храна и за убав доручок, јас би те замолил да му кажеш на готвачот во кујна, ако сакат да го известите готвачот во кујна еден англиски доручок да направи, па да направи еден убав сендвич, па после тоа да направи и пастрамајлија, па и вашата позната пица. Меѓутоа, кажи ми како што се имате од сендвичи како понуда или што е тоа што се имате од пици како понуда? Пици, имаме голем избор на пици. Добро. Имаме маргарита, имаме вегетаријанска пица за вегетаријанците исто Нема така. тие мало не, тоа вегетаријанците. Како и да те вичат да мајката ги вика децата дома му вика деца, вегетаријанци сите по дома. Деца вика дојдете вика ќе ви овела на ручекот. Вегетаријанците чим не яде месо тој. Ги примате тие што не ядат месо? Ги примаме, да. Ги примаме сите тука. Но тие како доручкуваат тие после така? Како се движат месо? Ја не јаде месо, ти како се движи, како иде? Како шкодо памти било што? Добро, и вегетаријанска маргарита, имате кватро Капучино за стажоне? Везувио, да, имаме. Кватро стажоне? Да. Ја секогаш сум мислел како знаеш што значи таа кватро стажоне или не знам. Ама било малку пица со 4 настирење. Може не сум погубил, се било. Ништо тогаш Кватро формаџијата со 4 вида. Јас друга си мислам, таа кватро стажоне со 4 вида на месо? Не, таа е со маслинки, со пиперчиња. Баш бутнав и двете. Не е битно, јас може не ги знам по име, по презиме, ама знам кој ќе ги дегустирам, како изгледаат и на вкус какви се. Феникс Сега ќе пицата раскажам. исто така би ја препорачала. Добро. Тоа е со сувомеснато. Добро, Пица е со мислам да ядеш сувомеснато, пица тоа е мото, ти супер. како ядеш пица мото, онака сечеш на парченца, па така културно или мото како што се јаде пица, преклопуваш на едно, преклопуваш на друга, четврт, така. Па не баш така, ама парче по парче. Добро, мило ми е. Ја би те замолил, Матеја, да пренесеш на готвача дека сум спремен за да ги дегустирам сите оние убави работи кои што вие ги имате подготвено и да видиме, да и презентираме на сите оние кои што не гледаат каков убав доручок може да се јаде во Ланч бар Феникс во насава или не се разбира. Ќе му пренесам. Ти благодарам за тоа што ме дружеше во овој разговор, а вие мили драги мои нема да бегате нигде, бидејќи сега следи на интересното. Јадење, сукање мустаци, мрсење образи. Многу убаво. Тестото види го меко, крцкаво, си има мефце како што треба, богато со месо, направено со сите нишани како што треба, значи тој што си обожава и што сака силен доручек, јак доручек, нешто што би го препорачал. Меко тесто од надвор, подпечено како што треба, крцкаво, со кашкавалче, пастрамајлијата направена и си имаш додаток пиперче, доколку сакаш нешто лутко, малце да биде зачинето, односно да биде малце поинтересно. И богато со месо, како што кажав, нема простор каде што нема мевце. Додуша мевцето е малку ситно дубово направено и сецкано и се надам дека има доволно мас ставено за да може да биде мрсно убаво како што треба да биде пастрамајлија од Сабајле. Да пробуваме па да видиме, нели? Шопска шоу. Шопска шоу. Опа. Тука. Варах.
Ова веќе личи на доручек. Вака се прави доручек во Шопска шоу. Токму така. Ајде сега, ова го пробавме. Значи пастармелијата задоволува. Да видиме сега следните работи кои што да имаме на менито. Да ги пробаме. Ми кажа дека имало Феникс пица. Да чекаме прво доручек од Феникс. Феникс доручек. Ова е тој ојачаниот Феникс доручек. Вака. Значи Феникс доручекот тука, во ланчбар Феникс, содржи шампиньони, ситно сецкани и не многу ситно, меѓутоа подпечени на скара. Содржи вратче, значи ова е свинско вратче, не е мое вратче, не е твое вратче, ова е свинско вратче, некој синче останало без вратче и го направено на скара. Имаш патлиџанче, имаш јајца на око, имаш тостче лепче, убаво, подпечено како што треба. Се гризе не е толку и имаш две кришки сиренце, значи како што треба со сите нишани. И сега како јадеш? За да можеш да го пробаш сланинката, гледаш тенко сецкано, односно врачето тенко сецкано, мирис убаво направено како што треба со сите нишани. И ова што е печурчињата со стокмени, јајцето на око спие, гледаш те гледам убаво и вика касни ме. И за да може да го каснеме, како би направил јас сега, значи според моја некоја методологија како се пристапува кон убав доручек за да се дегустира. Значи малце парче вака зимаме од ова што е јајцето. Ставаме тука. Малце зимаме парче од сиренцето тука. Ставаме вака. Па зимаме патлиџанче. Ете го патлиџанче, така од озгора тука. Има и други доручеци тука. Имаш омлет со шунк, имаш омлет со сирење, имаш омлет со прас, имаш омлет со рукола, имаш омлет со блитва. Ама имаш и други, имаш и ојачани омлети со вратче, имаш со сланина сигурно. Така да вие можете да дојдете и без проблем да порачате каков и да сакате доручек. Чекај, не, овие се, знаеш како, овие се прави, овој се дишат ова. Оставам како додаточе. Многу бод додаточе на скара. Претерано убаво. И се разбира, нели, врвот на овој доручек. Секој пат ставате две парчиња вратче, за да може да види како што треба доручекот. И после тоа, ако не се омрсиш и не фатиш со раце, исто како да не си јадал. Исто. Значи тоа мора да биде автентично македонски со сите нишани. Одлично. Треба да дојдете и треба да пробаме. Одлично. Шопска шоу. Шопска шоу. Ова сендвич, вака, па тука. Вака, тука. Да го провериме ние сендвичот како изгледа. Значи меко лепче со сусам. Матеа, знаеш ли зашто се става сусам на лепче? Не, па пошто еве, иднам домаќинка да не знае случајно. И да изгори никој да не познае. Ете како што може да видите, значи има прелив на лепчето, има прелив на плескавицата убава, дебела, мириса, значи таза подготвена, како што треба направена, со сите нишани. Додаток салата, 1, 2, 3, 4, 5. Многу ова малтене вегетаријански сендвич направено, меѓутоа ако иде со салата, иде како што треба. 3 краставички, 3 патлиџанчиња, одоздола лист марула и се разбира сендвичот во Феникс Ланч Бар е спремен за дегустација. И за да може да дегустираме, затоа што да не биде мене са многу, да ме ојача мене многу, ја морам да земам и да го поделам доручекот со
мојот колега, а ние не гриземе па јадеме, туку културно си ги делиме работите еден со друг, така. И ја ќе си земам еден убав четврт од овој прекрасен хамбургер тука, за да може да го дегустирам и да го осетам вкусот на ова прекрасно ремек дело, кое што е, може да видите и вие самите како изгледа внатре. Значи, прекрасно ремек дело, избалансирани вкусови, избалансирани намирници ставени, за да може да доведат до совршенство наместено во вид на хамбургер и послужено заедно со цело вакво, што се вика мало фритезиче со помфритчиња. Односно со помфрит, за да може да се ужива, за да не биде тоа суво и да не биде такво, што се вика да му фали малце да го подбутне нешто јадењето. Во Феникс Ланчбар се дава и сосче. Ова е најверојатно скара сос, кој што го имаат направено. Скара сос ли е, Матеа? Матеа, скара сос е овој? Скара сос е овој? Бургер сос. Ја викам скара сос, ова е бургер сос, кој што се дава секој пат со недобрите хамбургери и недобрите сендвичи во Ланчбар Феникс. Да не заборајме. Јас преоѓам кон дегустација, а вие уживајте во следните неколку кадри. Бидејќи ова не кажува дојди каснеме, ова кажува дојди дружиме, дојди со мене секој ден разговарај, прави муабет, дружи се, дали било со сокче, дали било со убав алкохолен напиток, дали било чисто само така двајца другари да дојдеме или со дечкото, со девојката. Сега ако си дечка, немој со дечкото да доаѓаш, ти задеш чутек тука во ден, ама да си со девојката, поубаво ти е посигурна работа, или ако е девојка дојди си со дечкото, посигурна работа ти е, и после тоа си уживаш, дали со друштво ќе си дојдеш, дали повеќе девојчиња ќе дојдете. Ова вистински поврка. Shopska Show. Shopska Show. Мој совет, доколку сте во Илинден, ве нанесете пат покрај Илинден, дојдете во Илинден, побарајте ново место. Ако бајте до ручка. А вие? Немате да се движите никаде, немате да го тргате погледот, може нешто да утнете од овие прекрасни работи на масата тука. Аз сакам сега да ви кажам и нека информација плюс, за место каде што се наоѓаме, луѓето со кои седиме и се дружиме. Илинден се наоѓа во Скопската котлина, во близина на градот Скопје. Одлична поврзаност има со градот, а сепак има мирен и тивок простор каде што може да уживате секојдневно во избалансираната тишина со урбаното градско живење. Името Илинден е поврзано со Илинденското восстание од 1903 година, бидејќи тоа било символ за борбата на слободата, за слобода на кој? На нашата мајка Македонија, се разбира нашата татковина. Населбата се развива особено по Втората светска војна. Од рурална средина прераснува во модерна и растечка општина. Општина Илинден денес е една од побрзо растечките општини во Македонија. Комбинација од индустријски зони, нови населби и млади семејства и бизниси. Место каде што традицијата и модерниот живот одат заедно. Илинден, ќе ви кажам, не е само локација. Тука е место со приказна, со раст и со неверојатна иднина. Не заборавајте, општина Илинден е таа што денес ми ја покажа доручекот. А вие што треба да знаете за денес? Толку. Тоа е тоа. Повеќе не збориме, повеќе не кажуваме, само ќе ви кажам дека утре следи фантастична уште една прекрасна репортажа, односно прекрасно издание на Шопска Шоу, во кое што ќе видите во Илинден, каде отидовме да најдеме убав и прекрасен ручек. Каде што вкусот е шоу, Шопска Шоу. Се гледаме утре. Добро.
Како што видовте, значи колегата Томче од терен отишол во насаба Илинден. Едно од прекрасните места кои што ги начекали, кои што ги видел е Ланч бар Феникс, каде што презентираше сето она што со неговата соговорничка, што е тоа што може да се вкуси за доручок, што е тоа што може да се види, што е тоа што може да се проба и какви се вкусови има. Меѓутоа слушнавте кои се интересните и убави знаменитости или интересни работи што може да се посетат тамо. А јас ќе ви кажам две анегдоти, две убави шеги кои што нели сега е модерно да бидеш маш онаков па со и развиени со сите атрибути покажани, на пример стомачни мускули и така натаму и така натаму. И во една ситуација еден дечко што го слушна вика не значи вика дека ако имаш стомачни мускули дека си силен маж. Тоа значи дека недоволно јадеш, не си доволно ухранет, заради тоа имаш стомачни мускули. Значи тоа е целата работа. Треба да бидеш дегустатор, треба да уживаш, што се вика еден вид на хедонист да бидеш, да си уживаш во јадењето, да си уживаш во убавините на животот, да си уживаш во сето она кое што пред тебе го има и ти го дава животот и да ги најдеш сите ти убави работи и после тоа како може со такво уживање и со таков боемски живот да бидеш со стомачни мускули. Мислам, има и уште една работа, вика, девојкиве сега што се, не знам дали ќе потврдат Елеонора и Тамара, меѓутоа вика, девојкиве сега што се, сакаат, вика, многу да има дечковци со стомачни мускули, затоа што сакаат да спијат на плочки. И вика, има друга една ситуација, ако сакаат, вика, девојчината да спијат на плочки, може ти укупатила, дечко може да имат и што нема стомачни, нели? Па сега не знам јас дали е тоа така или не, да не шпекулираме, само да ви кажам дека има интересни информации поврзани со Шопска шоу со Томче, кои што ќе ги спомнуваме и ќе ги кажуваме секоја емисија, за да не ги заборавите. Имаме ние наше семејство, односно наша фамилија, поголемо, пошироко семејство кое што е на социјалните мрежи. Имаме прекрасна Facebook страна Шопска шоу со Томче, каде што може да отидете да бидете дел од нашето големо семејство. Имаме Instagram профил исто Шопска шоу со Томче, каде што може да кликнете лайк, може да кликнете фолоу, препорака да дадете на овие социјални мрежи, да пишете препорака. Јас бев и во Злетовица, во манастир, не во манастирот, туку во Злетовица, во ресторанчето, преубава риба јадев. Јас бев во Лесно, во манастирот, во близина на манастирот има прекрасен ресторан. Или некое место кое што вас ја оставило впечаток, што може да го посетиме и се разбира да ги пренесеме искуството, да ги пренесеме вкусовите и да пренесеме приказната која што ќе доживееме тамо. Исто така имаме и YouTube канал, Шопска шоу со Томче, се разбира никако поинаку. На YouTube каналот, откако ќе го гледате, првичното издание на премиерното издание на Шопска шоу со Томче во сабота, веднаш после неколку часа ќе можете да удрите таму реприза една и да го погледнете уште еднаш на YouTube каналот моје, односно не моје, не твое, туку наше, а што е наше? Наше е Шопска шоу со Томче. На Шопска шоу со Томче YouTube каналот ќе го погледнете и ќе го репризирате тоа. Вие спремајте се за на социјални мрежи да дадете предлог доколку има некое место што посебно ви оставило впечаток и кое што би сакале да го посетиме, за не само вие да го знаете и вашата фамилија, да го знае и Томче, да го дознае и македонската јавност и сите оние кои што се македонци, и оние кои што се странци, затоа што доста не веќе кои ќе отидеме на некој странски канал или кои ќе разговараме со некој странство пријател, да ни раскаже дека имаме само кебап и тавче на гравче и баклава. Имаме многу повеќе во нашата македонска кујна. Јас само ќе ви кажам да не заборавите, имаме реприза. Вторник и четврток се репризите од ова прекрасно шоу. За крај сосема морам да станам и да ви кажам дека првото издание на Шопска шоу со Томче само што заврши. Вие гледавте Шопска шоу со Томче, а во ова шоу единствена работа што треба да запомните е дека каде вкусот има шоу? Во Шопска шоу со Томче. Там там тарарам пам пам парарам пам пам парарам бар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 а бам бам барарам там там тарарам пам пам парарам. Чао, се гледаме!